Почитувани, во Собранието на Република Македонија последен пат седница за поставување на пратенички прашања имаше на 30 јули оваа година. Дури 5 месеци, ако го броиме и месецот декември. На пратениците им е ускратено правото да поставуваат пратенички прашања. Оваа влада од 17 месеци само 8 пати имало поставување на пратенички прашања и тоа кажува за демократскиот капацитет на оваа влада. Според деловникот, односно одредбата од деловникот, се вели дека пратеничките прашања се поставуваат во последниот четврток во месецот, но не е така и кога СДСМ е на власт. Денес владата повторно избега од одговорност и сака да избегне соочување со проблемите кои ги мачат граѓаните. Сакаат да избегнат од скандалите и аферите за кои што станаа рекордери. Иако владата е во оставка, според Уставот нема никаква пречка да се одржи седница за поставување на пратенички прашања и владините функционери да видат и да дадат одговори на прашањата од пратениците. Имено, во членот 93 во ставот 5 јасно стои дека владата на која што е изгласана недоверба или пак која што поднела оставка, како во овој случај, или на која што и мандатот и престанал поради распуштање на собрание, останува на должност до избор на новата влада. Зоран Заев и неговите министри повторно свесно го кршат Уставот. Нешто што, впрочем, им стана пракса. Дојдоа на власт преку кршење на Устав и деловник, исто така на таков начин и се заминуваат. Денес Зоран Заев и неговите министри избегаат одговори кои што треба да ги дадат на јавноста, а се однесуваат за криминал, корупција, надворешна политика, енергетска криза, како и локални проблеми кои што ги мачат граѓаните. Например, денес Заев избега од одговор за прашањето за 5+1 пакетот одговори кои македонската страна го испрати до Бугарија. Никој не знае што содржи овој пакет. Никој не знае дали владата повторно се согласила или прифатила некои одстапки кои што се однесуваат на идентитетот и јазикот и дали ги прифатила условите на бугарската страна за одблокирање на патот на Македонија кон Европската Унија. Владата денес исто така избегна и од одговори на прашањата кои директно ги засегаат граѓаните, а се поврзани со енергетската криза во која што се наоѓаме. Нема одговори за тоа колку ќе се покачи цената на струјата, нема одговори ниту за криминалиите во енергетскиот сектор за кој што е сведок целата македонска јавност. Бегаат од одговорност за трагичната автобуска несреќа, во која што животот го загубија 45 наши сограѓани, за која се испостави дека не се работи само за обична несреќа, туку за катастрофално, нефункционално и нефункционирање на системот, низа на пропусти, поврзани со дозволите за транспорт, лиценци и техничкиот преглед на возилото. Иако веќе еден месец се кријат и бегаат од одговор за скандалот за пропуштањето на 1 тон наркотични супстанции во државата, денес повторно со неодржувањето на седницата за пратенички прашања избегаа од одговори за оваа криминална афера. Нема одговори ниту за скандалот што деновиве ја тресе Македонија, а е поврзан со прашањата за продажбата на АД Славија, за кој што има индиции за сериозен криминал и корупција, а за кој Зоран Заев и неговите министри молчат. Граѓаните не добија ниту одговори за прашањата кои што се однесуваат за локалните проекти на СДСМ и кои што тие ги ветувале. И се уште нема никаква реализација. Нема одговори ниту за состојбата со пандемијата и за урнисаниот здравствен систем со кој што се соочуваме. Денес можеме да заклучиме дека оваа влада на Зоран Заев е најнеодговорната, најнетранспарентната, најарогантната и најлошата влада што Република Македонија воопшто ја имала. Пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе ги бара одговорите на сите овие прашања на било каков начин. Бегањето на Зоран Заев не значи и исчезнување на проблемите. Македонските граѓани имаат право да ја знаат вистината за секој скандал или афера, а ние ќе најдеме начин како овие прашања да бидат одговорени. Благодарам. Прашања? Нема. Повели. Господин Мицевски,
Што ви останува сега на располагање, бидејќи најавивте дека на било кој начин ќе добиете одговори на прашањата? Видете, ние ќе ги искористиме сите можни демократски алатки кои што ги имаме, иако за жал истите од страна на владеачкото мнозинство и од владата пробуваат на било кој начин да го сопрат. Јас тоа го коментирав и сега на самата пленарна седница. За ваша информација, значи 17 месеци оваа влада, 8 месеци, имаме само 8 одржани седници за пратенички прашања. Иако имаше едни избори и еден летни одмор, значи има месеци кога не се одржувани седници за пратенички прашања. Дополнително, за денес има закажано довршување на 4 веќе отпочнати седници, на кои што министрите можат да присуствуваат, иако се во оставка, ама да дадат одговори на прашања, на пратенички прашања од страна на сите пратеници, вклучувајќи и опозицијата, не може да дадат. И ова е начинот на кој што работи и функционира оваа власт. Ќе ги искористиме сите можности кои што ги имаме деловнички, за да побараме одговори на сите прашања во наредниот период. Во секој случај ќе бидеме тука, за да не дозволиме да го злоупотребат овој период и да донесат повторно некои нови законски решенија кои што ќе бидат на штета на граѓаните, а кои што овие 17 месеци се изнагледавме во овој период. Впрочем, во понеделник на 27 е закажана и нова седница со еден нов закон и гледајте го парадоксот. Не може да одговараат министрите на пратенички прашања, ама да бранат нови закони во овој период, тоа може да го прават. Толку е транспарентна и толку е демократска оваа влада на чело со Зоран Заев, кој што денеска заминува од неа, заедно со неговите министри. Извинете, само дополнение. Во ред, кажавте како работи ова влада според вас, меѓутоа што ќе правите? Вие можете и писмено да се обратите. Тоа ве прашувам како? Ќе ги разгледаме како пратеничка група сите можности и ќе преземаме одредени активности. Не ти е вклучен микрофонот? Добро. Не, апсолутно. Апсолутно не. Мислам, нема можност за такво нешто. Дел од пратениците веќе се изјаснија по однос на таа работа. Нивна е проценката дали можат во оваа влада која што гледате со какви потешкоци функционира со толку партии во неа, да прими уште една партија која што има огромни барања. Ќе ги видиме во наредниот период сите потези кои што ќе бидат повлечени и на исти начин и ВМРО ДПМН како политичка партија ќе даде одговори и ставови по сите прашања. Други прашања? Благодарам.